Полицијата денеска уапси штипски матурант кој на својот Инстаграм профил се заканувал дека на училиште ќе дојде со пушка. Дојавата до неа стигна нешто по 12 часот, пошто екипи ги блокирале сите влезови на гимназијата Славчо Стоименски, а ученикот, кој е полнолетен, веднаш бил приведен. Денес полициски службеници од СВР Штип од слобода го лишија БД на 18 годишна возраст, бидејќи нешто по 12 часот од гимназијата Славчо Стоименски било пријавено дека на неговиот профил на Инстаграм објавил текст со заканувачка содржина. Известен е јавен обвинител и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Стои во соопштението од полицијата. Директорот на гимназијата Маријан Арсов во врска со случајот изјави: Родителите ургентно беа повикани во службата на разговор по повод закана на ученик кој што објавил на еден од социјалните медиуми. Јас веднаш дојдов од дома и во текот на пополневните часови, некаде до 20 часот, обавивме разговор со ученикот кој што беше во училиште, со неговите родители и целокупната служба. После тоа проценивме дека станува збор за лажна дојава, дека ученикот се извини, дури се расплака и проценивме будно да следиме ситуацијата и да ги преземеме сите понатамошни мерки и активности. Во текот на утринските часови свикав совет со службата и во координација со дел од наставниците што беа прва смена, обавивме разговори и дојдовме до сознание дека повторно треба да ги повикаме родителите на ученикот, што го сторивме некаде околу 11 часот, а истовремено проценив по дојава на загрижени родители дека треба да ја повикаме полицијата и полицијата беше ургентно повикана. Со доаѓањето на полицијата ги изложивме сите наши информации кои што ги имавме на располагање и полицијата си ги презема сите понатамошни активности во текот на овие разговори, па и после тоа. Моментално ситуацијата е мирна, безбедна, упатен е повик и апел на родителите да бидат смирени, да ги пуштат своите ученици во втора смена на училиште. Голем дел од учениците се присутни тука, некои се и отсутни и наставата се одвива тековно без никакви проблеми. Повеќе информации за случајот од секторот за внатрешни работи Штип најавуваат во текот на утрешниот ден.